Од 23 септември до 1 октомври во Штип, во организација на Општината и Универзитетот Гоце Делчев Штип, се реализира проектот Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија. Овој проект представува основа за развој и промоција на традиционалните вредности преку практични работилници, кои за основна цел имаат укажување на потенцијалите кои ги овозможува културното наследство и неговото поврзување со бизнис секторот, ревитализација на традиционалните занаети и нивна деловна промоција. Универзитетот Гоце Делчев во проектот е представен преку доцент доктор Трајче Нацев од насоката Историја со археологија на Факултетот за образовни науки. Проектот, насловот му е на проектот Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија, односно, по-конкретно е оживување на културното наследство во општините Благоевград и Штип. Проектот ќе се изведува во овие 10 ден, односно денеска од 23 па се до 1 октомври, и во рамките на проектот се предвидени реализација на 3 работилници, од кои првата работилница е запознавање со потенцијалите од областа на културното наследство од територијата на општина Штип, во кој учесниците ќе бидат запознати со недвижното наследство кое што го има и е изложено, односно експонирано во археолошката и во историската поставка на Завод и музеј Штип, како и во уметничката галерија Безистен. Се надевам дека ќе не идеме на разбирање, можеме да видиме нешто од уметничките слики кои се влекуваат како културно наследство. Потоа недвижното културно наследство, се работи пред се за археолошките локалитети, кои што ги има, кои припаѓаат исклучиво само на општина Штип, и дека и ќе влезат од поширокиот регион, ќе бидат запознаети, и од потесниот регион истакнати ќе бидат запознаени, тоа се кои што ќе може да ги видат, бидејќи временските услови во кои се наоѓаме, тоа е држелавото време, нема да ни дозволат да ги посетиме сите оние археолошки локалитети кои што ни беа предвидени, и затоа ќе го посетиме најверојатно само археолошкиот бисер, така да го кажем, тоа е исерот на градот Штип, и најверојатно не знаеме во каква состојба и аквадуктот, односно остатоците од аквадуктот кои што се во локалитетот Кемер. Сега, кој ќе биде бенефитот, што се очекува да биде ефектот од целата работилница, освен во поглед на тоа представување на културното богатство и Штип? Првото, тоа ќе биде таа работилница, втората ќе биде работилница, бидејќи оние веќе ќе имат информации за со потенцијалите на културното наследство на општина Штип, а додека вториот дел од работилницата, во кој модератор ќе биде мојот колега, магистар Гордан Николов од Музеј на Македонија, тој ќе има теориски и практичен пристап кон изработката на проекти од идеја до буџет. Вкупно, самите учесници, после теориската настава кој ќе има Гордан, после самите учесници ќе изготвуваат проекти за да можат по завршувањето на нова работилница, да бидат, да се создадат, односно услови да можат тие да конкурираат на различни проекти кои што ќе ги има, дали ќе биде од страна на нашата држава или од страна на некои други меѓународни организации, или пак воедно, доколку и се дозволи целото тоа, и под третата работилница, веќе ќе имаме практични работилници со изработка на грнчарски и керамички производи од традиционалниот начин на изработка. Грнчарството, спомна и колегата Гордан, дека е најстариот занает
со појавата на човекот, дека првиот занет кој што тој го учи и кој што го усовршува и кој што денес е стигнат до максимум, меѓутоа иако се уште глината како потенцијал нуди многу можности, значи сега гледаме дека таа веќе има и во изработката на автомобили и во изработката на изолација кај стамбената архитектура, меѓутоа дека по завршувањето на ова работилници, значи на овој проект, сметаме дека ќе бидат создадени дека дел од учесниците дека ќе можат, значи со помош, тоа мислам дека сигурно нема да можат да почнат, меѓутоа со помош на грнчари да се занимаваат и со грнчарство, бидејќи во источниот регион на Република Македонија постојат само 2 грнчари кои што живеат во Злетово. Моделот на работилницата е конципиран да создаде работна околина за млади кои со помош на обучувачи, познавачи на традиционалните занаети и развој на регионален туризам преку развивање на проектни идеи, ќе оспособат млади луѓе од општините Штип и Благоевград кои ќе создадат предмети, домашни изработки и сувенири инспирирани од традицијата, односно од локалното културно наследство на подрачјето на општините Штип и Благоевград. Модератор во проектот е и магистер Гордан Николов, виш кустос етнолог од Музеј на Македонија. Којто учествува во работилница постав на покана на општината на град Штип и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Инаку јас сум модератор на вториот и третиот дел од оваа обука, нови работилници кои што овдека во Штип се одржуваат, со основна цел оживување на културното наследство помеѓу Македонија и Бугарија, односно помеѓу општина Штип и општина Благоевград од Република Бугарија. Инаку идејата е преку практични работилници да покажеме дека можеме да го оживееме културното наследство и да го вратиме на културната сцена на тој начин што, например, не знам, што е интересантно за општина Штип, односно за занаечиите, е дека Свети Спиридон е заштитник на занаечиите на градот. Меѓутоа Свети Спиридон е заштитник на грнчарите. И затоа ние како модератори, заедно, тоест јас како Гордан Николов од Музеј на Македонија и со професорот доктор Трајче Нацев, одлучивме грнчарскиот занет да биде еден од модулите и почетоците на заживување на старите занаети во општина Штип. Инаку делот на практичната работа се состои во тоа што младите учесници од Македонија и од Бугарија ќе бидат обучувани преку работилници, од кои што првиот дел на работилниците, каде што како што ме најави професор доктор Трајче Нацев, сум јас, е обука на развој на проекти, значи од идеја до проект, значи од идеја до буџетирање. Тоа е првата фаза и втората фаза е практична работа која што би била најинтересантна учесниците. Тоест, по наша покана ќе дојде грнчар од Вранештица, селото Вранештица, кај што има доста грнчари кои што и млади, кај што живее занаетот, биќе тоа е последен грнчарски центар во Македонија, а исто така и академски вајар од Музејот на Македонија. Инаку јас не ви се представив, јас во Музејот на Македонија работам на збирката народна керамика, меѓутоа и практично работам на грчарско колце, на ножно грчарско колце, така да младите учесници овдека ќе бидат обучувани како да работат на грчарско колце од почетните форми, значи од вагање, чини, па се до грнчиња и садови за вода. Колку има интерес од младите конкретно за грчарството и грчарството како е можна идеја за бизнес и за зачувување на културното наследство? Па видете, грнчарскиот занет инаку е еден од првите занаети во кој што човек успел на една материја да смени низината молекуларна форма. Значи, тоест, формирањето на грчарските садови, преку нив почнува и формирањето на културата. Интересот е секако голем, бидејќи сите млади луѓе сакат да творат, да ги покажат своите креативни способности. А глината има неограничени способности. Така да грчарите во Враништица велат, па и во цела Македонија, велат дека дајте ни глина, ние човек можеме да направиме. Во проектот учествуваат 20 млади невработени лица од прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија.